почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Очајни се намерите на Социјалдемократскиот сојуз и Оливер Спасовски да го обструираат работењето на техничката влада која треба да ги спроведе изборите. Стравот на Социјалдемократскиот сојуз и Оливер Спасовски е дотолку голем да свесно прават кривични дела и кривични прекршоци за кои после 12 април ќе мора да одговараат. Откако не им успеа лажната вест дека Наќа Чулев ќе си даде оставка од позицијата министер за внатрешни работи, вчера доцна вечерта, владата на Оливер Спасовски и Зоран Заев незаконски разрешува и поништува решенија за прераспределување на кадри во МВР, со што свесно вршат кривично дело фалсификат според членот 361 од Кривичниот законник на Република Македонија. Срамно, очајно и противзаконски е Оливер Спасовски заедно со стручните служби од владата, кои исто така, впрочем, подлежат на кривична одговорност, да вршат груб фалсификат на одлуки на седница на владата. Одлуката која е објавена во службен весник е сосема различна од онаа која што е усвоена на влада. Фалсификатот, почитувани, е казниво дело за кое што се лежи во затвор и се одговара. Очигледни се намерите на Социјалдемократскиот сојуз и Оливер Спасовски да се спасат од целиот криминал кој што го имаат направено изминативе години. Криминалците Оливер Спасовски и Зоран Заев сакаат да се спасат од криминалот кој што го направиле, правејќи секојдневно нови криминали. Оваа техничка влада, која треба да овозможи минимум фер и демократски избори, за жал нема ниту минимум услови за работа и секојдневно трпи обструкции од остатоците на Зоран Заев и Оливер Спасовски. Едно е јасно, почитувани. ВМРО ДПМН ќе победи на изборите кои следат. И секој кој што направил криминал и се огрешил пред законите во Република Македонија ќе одговара. Дојде крајот на криминалците Зоран Заев и Оливер Спасовски. Ви благодарам.